Формалниот дел е завршен. Донесен е статутот, правилникот и програмата за работа и развој, а на седницата на Советот на општина Прилеп се изгласани и активностите за формирање на јавно сообраќајно претпријатие. Сега се чека практичниот дел, поведување на градскиот превоз во прилепскиот сообраќај, вели председателот на Советот. По формирањето на менаџерскиот тим на самото предпријатие и по екипирање на предпријатието би се очекувало некаде во почетокот на ноември да започне и да профункционира самото на терен. Реално да ги видиме автобусите, да можат и граѓаните да го користат овој градски превоз. Се разбира, ние како Совет на општина Прилеп и локалната самоуправа овие чекори ги правевме што можеме побрзо, меѓутоа имаме и законски рокови кои што мораме да ги почитуваме и од тука мислам дека сега генерално ги имаме исполнети сите оние услови кои што се потребни и некаде почетокот на ноември би требало и да профункционира истото. Ќе има вкупно 56 постојки. Црвената линија би се движела, би започнала од Варош, по булеварот би се движела кон болницата и од тука би опфатила дел од населбата Рид и би се вратила по истата траса повторно до Варош. Сината линија, односно плавата линија, би започнала од бензинската плетвар и повторно, значи, кај Табана и булеварот би продолжила кон Чумовчанец раскрсницата и до Сточен пазар, од тука би се вратила назад. Градскиот превоз во голема мера ќе го олесни движењето на граѓаните, а воено ќе овозможи на сите старосни категории поедноставно и поекономично решение, зашто сумата за патување ќе биде символична. Пред се беше проект кој што го побараа граѓаните, веќе со години на назад го бара и сега е навистина момент да истото го возможиме. На таков начин ќе им помогнеме на граѓаните од социјален аспект, меѓутоа исто така ќе се воведе еден ред во сообраќајот во градот. Така би се намалила оваа густина на приватни автомобили. Точно така, би се намалила густина на приватни автомобили, имајќи во предвид дека цената навистина е символична, 20 денари од возење или 60 денари дневен билет. Градскиот превоз засега ќе ја покрива територијата на градот. Во иднина општината планира да инвестира прилепскиот градски превоз да го служат и жителите од населените места.